една од главните причини за тонењето на Македонија во криминал и корупција, за што алармираат сите релевантни фактори, е фактичкото нефункционирање на јавното обвинителство водено од Љубомир Јовески. Јовески е де факто еден од главните виновници за растот на криминогеноста. Наместо столб во демократијата, што ја штити и представува еднаквоста пред законите, Јовески го претвори јавното обвинителство во владина подружница, кое што печати обвиненија по желба и нарачка на Илинденска број 2. За жал продолжува праксата на Зоран Заев и СДСМ, Уставниот суд да представува уште едно јавно предпријатие со можност за партизација, односно место за партиско наградување и унапредување на своји послушници. Уште едно место за наградување за оние кои што ја виткаат кичмата пред власта Зоран Заев и СДСМ, оние кои што ја втурнаа Македонија во растечки криминал и корупција. Љубомир Јовески, човекот со амбиција, а можеби и со од Заев ветено унапредување во Уставниот суд, ќе остане запаметен како човек што не отвори уста за ниеден случај, за ниеден скандал за кој што имаше индиции за висока корупција со вмешаност на министри, функционери, премиер. Јовески, немиот сведок на сопственото прислушување во јавното обвинителство, ќе остане запаметен како републички јавен обвинител, кој што ја подвитка кичмата пред Катица Јанева и пред Зоран Заев, кој што се прогласи за главен реформатор во правосудството. Љубомир Јовески не отвори и не реши ниту еден предмет поттикнат од јавноста или од опозицијата. Јовески не отвори ниеден предмет од висок јавен интерес. Јовески премолче предмет за изборно мито, документиран со видео изјава. Јовески премолче преквалификација на случај на подкуп, го премолче рекет. Го премолчи скандалозниот криминоген, а документиран случај Шик Јелак, каде има јасни, недвосмислени индиции кои што водат до врвот на коруптивната и криминалната пирамида. Но Јовески премолче се што сега според него треба да оди на контото на партиска номинација за место во Уставниот суд. Почитувани, Јовески не презема действија за кои што е задолжен и за кои што дал заклетва. Јавен обвинител, кој што свесно и намерно не постапува, прави тешка злоупотреба на службената положба и овластување. Јавниот обвинител е обврзан сам да почне да действува, дотолку повеќе ако се работи за криминогени действија и за настани од вонредно јавно значење, како што се избори, изборни подкупи, корупција и криминал на високи државни функционери. Јавниот обвинител е должен да презема предистражни действија за утврдување на околностите за сознанија за кривични дела. И тоа е опис и попис на неговата функција јавен обвинител. Со нестручно и несовесно работење, повеќе пати е направена свесна злоупотреба на службената должност. Јовески, со сето тоа и со сиот багаж за низа скандали и документирани предмети, наместо да цели кон Уставниот суд, досега требаше да биде цел на Советот на јавни обвинители. Македонија нема да напредува се додека има неми јавни обвинители кои што својот мандат го трошат на допаѓање на криминоген премиер, кои што чекаат диктирани обвиненија и дозвола за покренување на действија, за да може во замена да добијат место во Уставниот суд. Јовески, како и можната кандидатура за Уставен суд, е еклатантен пример како една држава, како Македонија, тоне на сите меѓународни мерења. Ви благодарам.